Директорот на Кумановската болница излезе од неговата канцеларија откако преку медиумите слушна дека е разрешен од раководната функција на оваа болница, каде во понеделникот почина 32 годишниот Ведат Адеми. Пред да замине, тимот на ТВ21 го праша дали чувствува одговорност за оваа трагедија. Рече дека обвинителството ќе ги открие сите детали, тврдејќи дека си заминува за да не ја попречува истрагата. Видете, ја ви кажав и тогаш кога ми зимавте дека треба да се утврди со истрагата причината за смртта. И на тоа стојам, навистина не знам точно и не можам да дадам изјава за причината. Како го сметате разрешувањето од страна на министерот? Да добием официјално. Инаку ворете има право на такво нешто и ворете. Министерот за здравство Армен Таравари по потпишувањето на одлуката за разрешување на директорот отиде во Куманово. Рече дека по добивањето на извештајот од Државниот санитарен инспекторат веднаш постапил, но не откри детали кои се пропустите на лекарот и медицинскиот персонал, што довеле до смрт на пациентот од анафилактичен шок, кој го откриле при вонредниот увид. Nesër mbas disa konsultimeve që do ta bëjmë me ekipin tim në ministri, besoj se do ta emërojmë drejtorin e ri të Spitalit të Kumanovës, kurse ekipi profesional i mjekëve, prej 5 ekspertëve të mjekësisë, do t'i analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjta do të dorëzohen në prokurori. Matutje, për përgjegjësinë profesionale të mjekëve e kanë për obligim që ta bëjnë organet e hetuesisë dhe gjykatës. Besoj se çdo person që do të bëj gabime, edhe në organizimin e spitalit, po edhe në trajtimin e pacientëve, do të jep përgjegjësi para organeve të drejtësisë. Во меѓувреме, министерот за здравство му изрази сочувство на семејството на починатиот. Таравари вети дека одговорните ќе одговараат за загубата на животи. Рече дека ќе побара од лекарската комора да му се одземе лиценцата за работа на Георгиевски. Воедно потенцираше дека е во комуникација со директорот на Институтот за судска медицина Александр Станов, при што го увери семејството дека извештајот од обдукцијата ќе биде 100% сигурен. Во текот на денот се обидовме да контактираме и со доктор Зоран Георгиевски, но тој одби да разговара со нас. Според информациите, земал еднонеделен одмор од работа.